Имаме една убава порака од колегата Никола Станков во продолжение, една, ќе кажам, можеби убава идеја, убава можност за сите и помлади и повозрастни генерации како и на кој начин да дојдат до сопствен бизнис. Никола, добро утро по втор пат и повели. Второ, добро утро. Овој пат дефинитивно попријатна атмосфера од првото вклучување. Сме во сенка и во следните часови треба така да биде за сите, бидејќи навистина оние температури што ги најавија се покачуваат. Кога зборуваме за она што и ти го даде како најава Елена, за предприемништвото, една важна гранка во државата која треба да ги задржи младите тука во Македонија, да останат, да ја реализираат својата желба. Ова утро чест ми е да разговарам со директорката на Агенцијата за поддршка на предприемништвото на Република Македонија, Даниела Димовска. Добро утро, од прва рака ќе дознаеме како тече целата онаа поддршка на младите кои имаат идеја да започнат свој бизнис и да продолжат својата идеја тука да ја развиваат. Уште еднаш ви добро утро, благодарам што ја прифативте нашата покана. Добро утро и од мене, благодарам што се денеска со нас. Поздрав да сите гледачи. Дадовме и во најавата еден шлагворд на овој разговор. Зборуваме за сите оние мерки и програми кои ги има агенцијата, а треба да помогнат на младите и на сите оние воопшто кои имаат идеја за започнување на свој бизнис тука. Конкретно, дали може и од вас да слушнеме, од прва рака, кои се програми и мерки ги нуди агенцијата за помош на овие лица? Така, Никола, најпрво би сакала да потенцирам дека Агенцијата за поддршка на предприемништвото е основана со цел да ги спроведува владините политики за малите и средните предпријатија. Со задоволство можам да кажам дека Агенцијата е директно вклучена во реализација на дел од активностите на оперативниот план и тоа токму во една од најатрактивните мерки, односно поддршката за самовработување, каде што до 26 траеше повикот за 3 мерки, односно за лицата до 29 години, кои што може и сака да се започне собствен бизнис, може да земат грант од 10.000 евра, за лицата над 29 години, кои што сака да се основаат бизнис, и може да земат грант од 7.000 евра, или за ДОО, односно здружување во друштво со ограничена одговорност, каде што доколку се до 29 години може да земат грант од 20.000 евра, а доколку се на 29 години може да земат грант од 14.000 евра. Како што напоменав, повикот е веќе затворен. Во моментот се прави основната селекција во Агенцијата за вработување. Искрена да бидам, овој пат имаме најголем број на заинтересирани. Имаме околу 6037, што јасно кажува на тоа дека граѓаните уживаат довербата од оваа влада и знаат дека сето ова ќе се спроведе на еден реален и транспарентен начин. Основната селекција се прави во Агенцијата за вработување, каде што се формира комисија од повеќе институции, односно од Агенцијата за вработување, од нашата Агенција за поддршка на предприемништвото, од Министерството за економија, од UNDP, се прави основната селекција и сите оние кои што ќе поминат таа селекција задолжително мора да посетат дводневна обука, каде што дополнително ќе им се потикне предприемачкиот дух, како и ќе дознаат основи за започнување на сопствен бизнес. Понатаму се пристапува кон ваучерскиот систем на советување. Тоа се одвива преку каталогот на советници кој што ги има Агенцијата за поддршка на предприемништво. Бројат околу 300 советници, од кои 180 од нив се директно овластени за изработка на бизнис планови. Што се случува? Значи, потенцијалниот предприемач го поврсуваме со советникот од нашиот каталог. Нашите советници најпрво се пријавуваат во кој реон сакаат да работат, а додека пак потенцијалниот предприемач добива юзернем и пасворд од платформа каде што ќе може на секој советник што е пријавен во неговиот регион да види целосната биографија и експертизата и да си одлучи сам со кој советник сака да работи, односно да го изработува бизнис планот. Советникот и потенцијалниот предприемач го изработуваат бизнис планот, а во меѓувреме ние формираме експертски 2 комисии кои што бројат по 3 членови. Претежно гледаме да се врни експерти од областа, најчесто банкари кои веќе се во банкарскиот сектор и работат на кредитирање на бизниси. Тие ги оценуваат бизнис плановите и најдобрите од нив, потенцијалните предприемачи со најдобри бизнис планови, се упатуваат повторно во Агенцијата за вработување, каде што подпишуваат договор и си започнуваат со сопствен бизнис. Покрај тоа, нашата агенција нуди широка палета на програмски активности.
Тука имаме и слухи за најмладите, така што постојано правиме обуки за предприемништво, биди предприемач, правиме обуки за наставниците и професорите кои што го предаваат предметот бизнес и предприемништво, правиме обуки за потикнување на женското предприемништво, правиме обуки за дигитализација кај малите и средни предпријатија и од оваа година исто би сакале да воведеме и обуката за вештачка интелигенција. Понатаму имаме и ваучерски систем на советување, каде што малите и средните предпријатија или потенцијалните предприемачи може да добијат советодавна услуга која ќе биде субвенционирана до 50%, но не повеќе од 54.000 денари. Исто така нудиме и можност за менторството, само заборавив да напоменам и во оперативниот план исто така се нуди можност за 6-месечно менторство за сите оние кои што ќе сакаат понатаму да бидат водени низ целиот процес, бидејќи не е само да добиете грант и нели да основате собствен бизнес, треба тој бизнес да биде истраен и одржлив, не секако да расте и да се развива. Исто така ние ги нудиме и менторските услуги надвор од оперативниот план, каде што нашите ментори постојано се обучуваат, се врвни експерти и работат по стандардизирани менторски услуги по јапонски стандарди, бидејќи оваа програмска активност ја реализираме во проект со JICA, односно Јапонската агенција за меѓународна соработка. Да не заборавам да напоменам дека сите наши програмски активности се реализираат преку нашите регионални центри, кои што се застапени во планските региони и тука финансираме инфопултови каде што сите потенцијални предприемачи, а и веќе постоечките предпријатија може да дојдат и да се информираат за дали сакаат да користат нека одредена наша услуга, дали сакаат да дознаат за други услуги од други институции кои им се нудат, финансирање, советодавни услуги и се останато. Така, навистина исцрпен одговор и исцрпна можност која стои на располагање. Некако се отвара полека Агенцијата за јавноста кога зборуваме за сите оние работи кои ги нуди како помош и поддршка на младите предприемачи. Имаме ли некои бројки? Како изгледаат и не само профилот на луѓе, туку и бројот на луѓе и бизниси кои искористиле некоја од програмите во текот на минатата година? Имаме ли конкретни бројови на апликации кои биле одобрени и како тие сега течат во реализација во тековнава година? Така, значи на програмите на Агенцијата за поддршка на предприемништвото се пријавуваат две целни групи, тоа се малите и средни предпријатија, како и потенцијалните предприемачи, односно невработените лица, кои што треба да бидат активни баратели, пријавени како активни баратели во Агенцијата за самовработување. И во програмата за самовработување се опфатени сите невработени лица, како и ранливе категории, лица кои примаат гарантирана минимална помош, жени жртви на насилство, повратници и сите останати. Во 2024 година, значи имаме поминато обуки над 2000 лица имаат посетено обуките. Изработени ни се 1805 бизнис планови, од кои заклучно со 31.12.2024 година ни се отворени нови 1607 нови бизниси или се вработени 2052 невработени лица. Од ваучерскиот систем на советување имаме доделено 64 ваучери, додека пак од менторството имаме 69 изменторирани компании. Така, споменавте и вие дека голем дел од вашите активности се реализираат и преку така наречените инфоточки кои ги имате како вид на локални канцеларии и испостави ширум државата. Како изгледа распределбата по региони? Дали можеби Скопје како најголем град има најголем интерес за овие програми или тука се некаде останатите региони? Можеме да земеме дека дел од Тиквешкиот регион навистина активно се развива во изминатиот период. Така, значи ние посебно внимаваме на тоа да има распределба во сите плански региони. Секако различно е пријавувањето за од година во година, негде имаме повеќе, негде имаме помалку, како и за различните програмски активности имаме интерес од различни плански региони поодделно.
не гледаме да го ставиме фокусот на Скопје, него гледаме да го ставиме фокусот повеќе на оние што се помалку развиени региони. Затоа и не постојат нашите регионални центри, затоа што не сакаме да потенцијалните предприемачи или веќе постоечките предпријатија да имаат врска да доаѓаат во Скопје, него целата работа може да се ја заврши таму во регионалните центри, со што им се олеснува целата пристапност и на нив. Така е, баш влеговме некако и во следното прашање, споменавте вие во првиот одговор, кои бизнис идеи најчесто добиваат поддршка? Што е она што е, да речем, одржливо кај нас? Споменавте и вие нешто во насока на технологија. Што е она што, да речем, како идеја на еден млад човек би му не само би му овозможила помош во форма на грант од страна на агенцијата или во форма на менторство, туку и нешто што ќе подоцна му отвори бизнис кој ќе трае. Вака, во програмите на Агенцијата за поддршка на предприемништво ни дајаат лица со различни бизнис идеи и секој кој што побарал поддршка, нели доколку секако таа е издржана, од наша страна му била остварена. Додека пак во програмата за самовработување се опфатени сите области, освен земјоделските услуги, такси службата, финансиските осигурителните бизниси како игри на среќа, производство на и продажба на оружје и муниција, и приватни агенции за вработување. Освен тоа, останатите сите области се опфатени. Најчесто, според досегашното искуство, имаме интерес во услужните дејности, за разлика од производителните или преработувачките. Така, споменавме нешто веќе дека имате соработка со јапонска организација која работи со вас директно на менторство на самите проекти, но што станува од кога ќе се заврши самиот проект, како се следи успешноста на неговата реализација и во фазата на додека трае поддршката, но и во подоцнежната фаза кога треба бизнисот да стане самоодржлив? Така, значи сите оние кои имаат користено било каква поддршка од наша страна се следат во континуитет, дали директно од нас или преку регионалните центри, преку воспоставени ни е КИР, тоа се клучни индикатори за работење, каде што се мери буквално по нив се мерат растот и развојот на предпријатијата. Се мери тука колку ваучери се издадени, се мери географската застапеност, се мери колку фирми се изменторирани. Додека пак во предпријатијата се мерат дали е зголемен бројот на вработени, дали обстанале истите, дали им зголемен производството, извозот и така натаму. Значи буквално ги следиме во целиот низ раст и развој и секако преку менторството, како што напоменавте, им нудиме можност да им се направи една анализа во својата компанија, каде што ќе може да се види што е тоа што и недостасува и како може таа да се подобри и секако да се развива и да расте. Така, веројатно ни останува уште да го испратиме апелот до сите оние кои можеби се во дилема да разгледаат дел од програмите и да собедат својата идеја да реализираат и во реалниот бизнис свет. Така, јас би апелирала до сите да посетат нашата веб страна и да се охрабрат да аплицираат на сите наши програмски активности кои што ги нудиме. На Македонија и се потребни лица кои што сака да ствараат, да основаат бизнис тука. Токму вашата идеја може да го промени општеството и може да обнови иднината на Македонија. Не се плашете да излезете од комфортната зона, бидејќи токму таму најчесто се случуваат најголемите успеси. Верувајте во себе, бидејќи ние веќе веруваме во вас и не заборавајте дека агенцијата ви стои на располагање во целиот вас предприемачки пат. Многу благодарам за утрински разговор. Благодарам. Студио слушнавме од прва рака како изгледа патот од бизнис идеја до реализација со помош на оние кои можеби се најодговорни да помогнат на младите, тоа е државата или во случајов преку Агенцијата за поддршка на предприемништвото на Република Македонија. Никола Станков во живо од Агенцијата за промоција на предприемништвото, каде разговараше со директорка за тоа каква поддршка добиваат младите предприемачи.